Добар ден, ова е Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде со вашата здрава навика. Деталите и свежата доза на информации и новиот гостин кој што ќе ви го представам, ќе следуваат по оваа прва најава. Алергиски конјуктивитис, глауком, катаракта и рефрактивните грешки се едни од најчестите очни заболувања. Очите како сензорен и предсе орган за вид и тоа како можат да бидат афектирани или погодени од многу состојби и болести. Првенствено покрај примарните заболувања, болестите на очите може да се појават и како последица на други состојби или заболувања во човековиот организам. Ги споменувам очите бидејќи денеска темата во Фактор здравје токму е концентрирана на најчестите очни заболувања. Дополнително пред представувањето на гостинот уште сакам да нагласам дека во пресрет на пролетта најубавото за многумина годишно време и тоа како проблемите со очите и симптоматологијата е интензивирана и се почесто луѓето бараат офталмолошки преглед. Јас сум Илија Николовски и по оваа најава и доза на информации ќе ви го представам и гостинот со кој што и вие со задоволство можете во продолжение да комуницирате во Фактор здравје. За најчестите очни заболувања денеска во Фактор здравје како тема одговор ќе ви понудиме преку стручниот коментар од своето богато клиничко и научно искуство на доктор Златко Арнаудовски, кој што е специјалист хирург офталмолог и воедно медицински или стручен директор во Систина офталмологија. Доктор Арнаудовски, добар ден, се радувам што по толку подолго време или долго време повторно се соочуваме. Како сте пред се и тимот во Систина офталмологија? Благодарам на прашањето, Илија, поздрав до гледачите на емисијата Фактор здравје. Поминуваме ни со ова тешко време, добри сме, работиме нормално, се пазиме, ги спроведуваме мерките на превентивна заштита. Се надеваме дека веќе се гледа крајот на ова почетокот на нормалното враќање, би рекол. Почетокот на нормалното или на новото нормално, како што е модерно да се каже. Да, ви благодарам за учеството во Фактор здравје. И мене ми исто така задоволство што денеска ќе се дружиме и ќе споделиме многу корисни информации, а вие знаете, проверено и потврдено би рекол, по паузата за реклами останете со Фактор здравје и придружете ни се доколку имате прашања слободно во живо да се јавите. Можноста заедно да комуницирате со нас и да поставите прашање ви ја нудиме од овој момент на 6091925 и 6091924. Темата најчести очни заболувања или болести на очите ќе ви ја представиме, ќе потсетам преку стручниот коментар на доктор Златко Арнаудовски, кој што е специјалист хирург офталмолог. Доктор Арнаудовски, бидејќи постојат плејада или широк е диапазонот на болестите и состојбите со кои што се занимавате вие во вашата клиничка пракса, она што е најчесто би сакал да не запознаете кои се најчестите состојби и болести и следствено на тоа ќе ги обработиме, односно ќе дадеме коментар за секоја од нив поединечно. Да, или како што почнеме со ова сезонова почнува пролетта и почнува ној период на алергии. Очите се многу често изложени на алергии, ги викаме тие алергиски конјуктивити, кој е едно многу често заболување, како што всушности алергиите стана една болест на ова наше време. Алергиите може да бидат најразлични. Оние најчести се како сезонските, пролетните алергии кои што се јавуваат на разни растенија, полен, трева и оние стандардни кои што се секогаш присутни во текот на целата година, како што е домашна прашина, инсекти и така натаму и така натаму. Типични се симптомите на очните алергии, пациентите, бидејќи се тоа хронични пациенти, си ги препознаваат самите, други често пати и самите си ординираат терапија, да, и се доктори, што секако не го препорачуваме. Меѓутоа, во главном, оној главен симптом кој секогаш не наведува на алергијата се е чешењето и оној оток што се јавува на очите, едно црвенило кој што е доста карактеристично за алергиите и е различно од она црвенило кој оди со секреција од различен вид кај инфекциите. Значи, тоа чешење и тој оток кој што се појавува и што тера на затворање на капаците, и оно еден, да речеме, насолзен или тажен поглед на пациентите, типичен за алергиите.
Оно што сакам само да ве прашам, да, кога зборуваме за алергискиот конјуктивитис, најчесто ги зафаќа двете очи и дали тоа значи дека оние кои што имаат хроничен проблем треба на некој начин пред време или хипотетички 30 дена пред почетокот на пролета да ординираат или да побараат лекарска помош, контрола во најмала рака. Со оглед да се тоа хронични алергии, најдобро е да се обидеме да го идентификуваме, да го препознаеме антигенот, односно алергенот на кој што реагира пациентот. Имаме таква можност, се разбира денес, се прават оние дерматолошки тестови, кутани тестови на раката, тоа се сетови од најразлични алергени. Тестот е безболен, не е агресивен, е едноставен, лесен. Нашите колеги на дерматологија го прават тоа. Тој е многу прецизен тест и ни овозможува да откриеме на кој е алергенот на кој што пациентот реагира. Значи, тоа може да бидат најразлични растенија, најразлични цветови, дрва, поединечни и така натаму, и можеме да го препознаеме, односно да го идентификуваме тој алерген. Да. Кога ќе го идентификуваме алергенот, веќе е многу поедноставно, затоа што му ја знаеме и сезоната. Од прилика знаеме во кој период од годината тој алерген се јавува и она што е најважно, може да се направи вакцина, односно да се направи испитување, да се направи таа вакцина која што се прима неколку месеци или до половина година пред да почне сезоната на алергијата. Значи, алергенот во мала разредена состојба се прима, да речеме, во текот на зимата, ноември или декември, супкутано во мала доза. Организмот го препознава алергенот, го крева својот имунитет, има некаква минимална реакција, меѓутоа кога ќе дојде сезоната на тие алергии, веќе благодарение на таа разредена вакцина, едноставно речено, реакцијата на алергијата е многу по-блага. Да, не е толку драматично. И тоа е еден многу современ, многу убав, многу ефикасен начин на лекување, односно и лекување и превенција на тие бурни реакции. Да. Инаку постојат нормално најразлични капки што користиме, ретко е изолирана алергијата само ноќите. Генерално го зафаќа носот, грлото, ждрелото, така што терапијата ја комбинираме често пати и со колегите од дерматологија, од пулмологија и така натаму. Да, благодарам. Имаме веќе некого на линија. Добар ден. Дали ме слушате? Ало, добар ден. Добро дојдовте, господја. Кој е вашето прашање? Голем поздрав до вас и до докторот во студиото. Ке замолам нешто поради јас што сум оперисана од катаракта на двете очи. Меѓутоа, едното пред 1 година мислам дека беше, другото е пред, да кажам така, пред 6 месеци. Меѓутоа, успешно ми беше операцијата, значи денеска се оперисав, утре ме пушти професорот. Следното околу после 6 месеци истото се случи, значи денеска се оперисувам, утре пак ме пушти. Меѓутоа, супер ми е видот, имам голем пад, паднав од многу висина така, нешто, како да ја само да исправ така нешто, толку како да ме бутне некој. Добро, кој е сега прашањето? Професорката моја. Добро, кој е прашањето што имате да прашате? Меѓутоа, професорката моја, она ме рече дека видот ми е супер, викат немат ништо, остана без никакви последици. Меѓутоа, сега на двете очи, односно посебно на десното око, имам запушување. И така солзи ми течат, не можам воопште да гледам. Значи, такви солзи се што тоа нешто не е можно. И сега имам онако упот до клиника. Да ми одговори професор што треба да се направи. Да, ви благодарам за вашиот интерес и ви посакувам секое добро. Двете очи оперирани, спомена од катарактата. Мислам дека ова што го објаснува пациентката е независно од тоа што има проблем со солзењето. Затоа што, како што рече и самата, видот и бил добар, меѓутоа неверојатно постои проблем со истекувањето на солзите низ тие солзни канали од двете страни на носот, истекуваат солзите низ едно каналче, низ два отвори на капаците, доаѓаат низ во солзната кеса и од солзната кеса се дренираат во носот. Често пати кај жени над 60 години така натаму знае да биде тоа каналче стеснето и онда солзите се враќаат назад и се излеваат и представуваат проблем на гледањето. Знае да прави чести инфекции.
треба да се јави на лекар, има процедура на промивка на каналите, да се види колку е стеснет каналот, да се сондира или во потешки случаи да се направи и операција. Она што го споменавте за алергискиот конјуктивитис ги афектира или напаѓа како децата, така и оние возрастните, и после оваа состојба и болест на очите би сакал да дадеме аспект на глаукомот во пресред на неделата и месецот на глаукомот, тој е обично првата недела од месец март. Првата недела од месец март е недела на глаукомот, светска недела, и секогаш обраќаме посебно внимание со одредени вакви предавања, наставни, едукативни настапи и така натаму. Глаукомот е една многу сериозна болест на очите, која што го зафаќа и го уништува очниот нерв. Главниот неколку параметри се на болеста, главниот параметар на болеста е покачениот очен притисок, кој за жал може да биде со вредност таква која што е за пациентот поднослива. Едноставно да не ги чувствува симптомите или да ги препишува симптомите на нешто друго. Замор, боли очите, главата била, ми се качил притисокот, цел ден сум на компјутер и така натаму. Ние го викаме глаукомот тивок крадец на видот. Затоа што симптоматологијата не е изразена, очниот притисок е присутен, очниот притисок прави проблем на нервот кој што излегува од задната страна на окото, оштетувајќи ги милионите влакна, ако го замислиме очниот нерв како оптички кабел, во кој што има милиони влакна, покачениот очен притисок на окото се пренесува врз тие влакна и почнуваат полека да изумираат. Сето тоа се неповратно. Неповратно, за жал, да. И сето тоа се манифестира на видното поле, односно на широчината на видното поле. Видното поле едноставно почнува од периферијата да се стеснува, со оглед на тоа да процесот трае со години. Мозокот едноставно се адаптира на таа слика и пациентот не е свесен дека се случува страдање на нервот и дека се стеснува видното поле, и за жал може да се случи да дојде на преглед, централниот вид последен пропаѓа. Пациентот гледа добро, значи може да има нормален вид на далечина, меѓутоа кога направиме видно поле, да видиме дека пациентот гледа фактички како низ една цевка, како низ тубус, до толку да е уништено или видното двоглед поле. на некој начин. Да. За среќа, веќе многу ретко ги гледаме тие состојби, токму благодарение на успешната едукација и на овие емисии, на сето она што го правиме на интернетот и така натаму, што пациентите веќе доаѓаат добро информирани. Да. Благодарам, уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господине. Видите, јас сум тук од град се јавувам, пред 6 месеца операв од катарата двете ока. Добро. Едното око испадна многу фина, а едното изгледа матно ми изгледа. Има ли шанса да се прави или нема? Благодарам за интересот и уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Ало, зборувате. Добар ден, господја. Ало. Господин, сепак, добар ден, зборувате. Кој е вашето прашање? Добар ден. Добро дојдовте. Ви благодарам. Се јавувам од Кичево. Ми интересират на едното око пред година дена така, свршев снимка и ми вика дека имам откачено ткиво од стакленото звоно. Сега тоа докторот знаат валда, како е што е. После некое време долниот капак од истото око скроз ми се заврти, многу имам проблем. Ме боли видот, ми се дупло гледам така ноќио, не можам да возам. Никако. Тоа ми е доволно. Доктор Ренудовски, благодарам и за вашиот интерес и благодарам што се јавивте од Кичево. Сакате на првиот или вториот господин прво? Да му одговориме први на првиот пациент со катаракта. Со катаракта, да. После операцијата на катаракта очекуваме видот да се врати на нормал. Се разбира, пред операцијата на катаракта правиме еден стандардно неколку испитувања за да видиме какво е очното дно, односно каква е состојбата на нервот, каква е состојбата на точката на јасен вид, да не постојат некои други заболувања кои што ќе ја компрометираат операцијата во смисло дека нема да добиеме најјасна слика. Значи, пациентот треба да прво да се прегледа очното дно, второ, секако му препорачувам преглед, секогаш постои можност на корекција на операцијата, не во смисло
втора операција или нешто друго, туку едноставно се види каква е состојбата на очното дно и да се види каква е состојбата на леќата, затоа што знае често пати да се случи после операција на катаракта да дојде до едно заматување на капсулата во која што оставаме леќата. Леќата оставаме во природната капсула на нашата природна леќа, и таа капсула, откако ќе ја ставиме вештачката леќа, знае понекогаш да се замати, тоа е решавањето е многу едноставно, односно се коригира се коригира со ласерска кратка корекција, се прави отвор на тоа заматување и така се решава проблемот. Да. Значи пациентот секако нека се јави на преглед. Да, и вториот господинот Кичево што се јави. Пациент има, ова што го разбрав, да има одлепување на стаклистото тело, кое што всушност не е диагноза, не е заболување, туку една состојба која што секој во периодот на животот ја има, заради тоа што стаклистото тело кое што го исполнува окото внатре, има функција да ги исхранува внатрешните слоеви од една страна, од друга страна да го држи окото под одреден притисок, под одреден тонус, како топка фудбалска која ќе напумпаме нели со воздух, меѓутоа сега нема воздух, туку е тоа стаклисто тело. Тоа еден гел. Со годините тој гел кој што живее, се преградува, се реструктурира и така натаму, трпи одредени промени кои што се манифестираат со одлепување на места од внатрешната страна на ретината и тоа се водат симптоми на појава на мушички, пајажинки, облачиња, заматувања и така натаму кои што шетаат со еден збор, ние ги викаме мушички народски. Низ окото, да. Низ окото, да, и тоа е една состојба која што е бенигна. Меѓутоа, доколку таа состојба е следена со појава на светки, на молни, на блицеви, веќе значи дека се работи за нешто посериозно и тоа би требало пациентите да дојдат на преглед да видиме за што се работи. Да, благодарам за овие два одговора и уште едно ваше јавување имаме на линија. Добар ден. Ало? Зборувате, господјо, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте во Фактор здравје. Моето е долго. Имав прво катаракта на окото. Во ред. По 2 години добив аблација на ретината. Тогаш тоа беше 97 кога се распад Југославија и ми рекоа морам да одам или Софија, избрав Белград на ВМА. Таму ми направија операција една. По 6 месеци добив реаблација на ретината. Па 2, па неуспешни, па потоа со силиконско улје. Тоа силиконско улје траеше 2 години, болки имаше, мораше да се отстрани. Па го отстрануваа тоа силиконско улје. Понатака и окото веќе не гледам. Сега ме интересира тоа око што не гледам, тоа е десното око, при напор имам болки во тоа око што не гледам. Зошто се тие болки на тоа око? Ви благодарам. Рекоа, сакам нешто да прочитам, ја читам многу тоа присилно, меѓутоа болки се јавуваат на тоа око, некогаш ставам каки за притисок, ама некако не ми помагаат и така, некогаш немам болки, али ако имам напор на окото, имам болки во окото. И тоа окото, што тој дел што се наоѓа кај увото, на тој дел, не на кај носот. На предниот, значи на задниот на некој начин како што опишавте. На задниот дел, повеќе се болките, таму се чувствуваат. Ви благодарам за интересот и ви посакувам секое добро и уште едно јавување имаме во овој блок. Еве немавме техничка можност да се поврземе, јавете се по блокот реклами, а вие останете со Фактор здравје, ќе продолжиме со денешната тема насловена најчести очни болести. Со доктор Златко Арнаудовски, кој што е специјалист хирург офталмолог и воедно медицински директор во систина офталмологија, денеска во Фактор здравје зборуваме за најчестите очни заболувања на 609195, односно 60911924 и натаму сте добродојдени со ваши прашања. И пред да вклучиме уште две јавувања, доктор Арнаудовски, коментар за господјата што се јави, што не гледа на едното око, рече и болка има. Пациентката имала, како што рече, аблација, е оперирана неколку наврати, ставане силикон, па силиконот е правена замена, дали со газ, дали повторно со силикон. И обично кај тие пациенти после тие неколку операции заради аблацијата, па реаблацијата, доаѓа до промени во очниот притисок. Во главном, симптомите кои овие пациенти се присутни заради покачен очен притисок. Не би знаел точно да кажам кај пациентката
Предпоставувам дека најверојатно се работи за тоа, но секако би било добро да дојде на преглед и да се види точно да се расчисти. Ви благодарам и уште две јавувања не чекаат на линија. Добар ден до првото. Ало, дали ме слушате? Ало, добар ден. Добар ден, кое е вашето прашање? Поздрав до водителот и докторот. Ви благодарам, поздрав и до вас. Јас имам диабетис. Сега најдени ми се цисти во двете очи, во едното поќе, во другото помалце. Снимена сум и предходната година примих 3 инекси, сега повторно примам, немам ништо подобрување, се повеќе го губам видот. Сега ме интересират дали има лек за тоа нешто и каде да се обратам, значи дали може кај докторов дали има нешто чаре за тоа. Да, благодарам и уште едно јавување, пријатен ден господјо, уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие господјо, што имате да прашате? Поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Јас имам правена операција еве сега у март, скоро 1 година. Сега како што кажа докторот пред малце, ми се појави исто вака како мушички во окото, налеќа тако заматување и од страна светки ми прави. Добро. Предпоставувам катаракта е ова, докторе, со Да, оглед. да, еве сега пред неколку време бев таму кај докторот, он вика према возраста, јас 63 години имам, викам па ја не сум толку стара, викам тоа. Па знаеш, таму ми објаснуваше. Да сакам да знам кај е докторот, да се обратам кај него на преглед. Да, пред следното јавување само ве упатувам на адреса на Истина офталмологија, можете да се јавите да закажете термин кај доктор Арнудовски или тимот таму. Кој е вашиот коментар, докторе, за првата, односно втората господја? 63 не е старост, нормално. 60 години секако дека не е старост. Пациентката им препорачувам да дојде на преглед, веќе тие светки што и се јавуваат, може да бидат некој знак на некаква атрофија, пукнати на некоја на мрежницата, на одлепување на стаклистото тело, меѓутоа секако да се јави на преглед. Да, може да се коригира. И претходната господја што се јави исто така? Претходната господја што се јави... Да, беше со проблемите со видот, нели, исто така, бидејќи има и очен притисок, не може добро да гледа. Кај неа исто така препорачувам преглед затоа што доста беше целата таа симптоматологија малку нејасна, оперирана била од катаракта, предречи си една година, па се јавил видот, па и се јавиле тие мушички заматувања кои што ги опишавме веќе, и тоа сепак нека дојде на еден преглед да видиме точно за што се работи. Да. Благодарам. Најдобро е секако да закажете преглед и да го решите евентуалниот проблем на вашата состојба или болест, но сепак и вака телефонски ви даваме насока што треба да направите. Доказ за тоа се и следните јавувања. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господјо? Вака, значи пред години имав спуштање црни пердења на двете очи. Потоа многу светки ми излегува, сега многу се ретки, излегува мушички. Сега десното око многу ме боли. Кога бев пред 4 години на преглед, ми рекоа дека имам катаракта на двете очи. Јас чисто гледам кога пишувам, читам од блиску, далеку, слабо. Значи тука ми се матат, да речеме, букви, видот се бројки мати, да. И видот се мати. Сега десното око ме наболува, знае така, што знам, ме наболува. Еднаш ми се случи дека ми истече течност како река од окото. Без ништо, така, чисто седење. Сега, дали ова што ме боли окото да не е нешто, сега јас знам, ке речете дојдите на преглед, што е нормално, али сепак вака усмено нешто, да не треба да ставам некои капки вака да пробам, да ми олесни ова, да пробам пред да дојдам. Се плашам да дојдам, не сум вакцинирана, искрено кажувам, а сум возрастна, а не сум излегла 2 години од дом. Значи, одма да ви кажам. Така да ставам, кај мене владае. Да, дали благодарам. Нешто можам да ставам некои капки, нешто, еве да не ме боли окото. Вака телефонски. Ако можете да кажете. Да, тако ви благодарам нешто, и ви посакувам секое добро. И уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Добар ден. Да, вие сте наред, господјо, што имате вие да прашате? Убав ден да ви е. И вам, исто убав ден. Јас сум стара пациентката и докторот. Добро. 2011 сум оперирана кај него, од десното око. Него што од тога јас не бев задоволна. И така, сум и денеска со тоа око проблем. Се повеќе и повеќе ми се заматува окото.
Зборуваме за катаракта операција или друг вид? Катаракта, ама знае, мислам добро, не знае, докторот ми беше повредено тоа како мала, ама тој се нафати да ми го оперира. Добро, благодарам и за вашиот интерес. Сакате првата господја со стравот или пациентката ваша која што била оперирана? Мојата пациентка која што била оперирана, не можам да се сетам. Меѓутоа, да дојде на преглед би било добро, затоа што баш ме интересира, ако била претходно толку повредено и што било, да видиме точно за што се работи. И претходната што има страв да дојде, дали може телефонски нешто да препорачате, освен да не се плаши? Да, и препорачувам да не се плаши, работиме многу безбедно и треба да дојде на преглед секако. Да. А пошто, како што рече самата, и се спуштило перде, пердето не се лекува со капки, пердето единствен начин на лекување е операцијата, а операцијата сме објаснувале, повторно ќе објасниме, една од најубавите, најбезбедни, најефикасни интервенции воопшто во медицината. Се работи за интервенција која што е многу комотна за пациентите, операција со локална анестезија, значи без успивање, без инекции, без амбулантски практично на некој начин. Да, амбулантски пациентот со локална анестезија го оперираме, интервенцијата трае 10 минути, останува да се одмори 15 минути, полчас, кај нас пациентот си оди дома со одврзано око и со одреден режим на ставање на терапија после операцијата, која што не е ограничувачка во сите негови секојдневни активности. Да, и пред да ги вклучиме следните две јавувања, доктора Нудовски, би сакал, и јас би сакал нешто да прашам за катарактата, но еве кажете ја вашата мисла. Катарактата денеска е интервенција која што е револуционерно различна пред онаа операција на катаракта пред 20 на години и многу е добра таа фама која што постои околу операцијата да се разбива и да се демистифицира. Значи, се работи за операција која што е многу честа. Во медицината, реков, најчеста воопшто. И во офталмологијата, нели како интервенцијата. Да. И интервенција која што е добро да се направи, за разлика од порано тој став што беше покасно да се оперира, да се чека, денес е добро таа операција да се направи што порано, толку подобро. Значи, и за пациентот побезбедно, се разбира и за хирургот, меѓутоа и пациентот да не губи време, зошто да гледа лошо или заматено или слабо, кога може со интервенцијата да се решат сите тие проблеми. И оно што е вториот дел, што операцијата на катаракта денес ја нарекуваме рефрактивна хирургија. Значи, хирургија со која што ние ги решаваме не само катарактата, туку ги решаваме и сите аномалии кои што постојат во рефракцијата. Рефракцијските грешки, кои што може да бидат миопија или кратковидост, хиперметропија или далековидост, или астигматизам, односно цилиндр. Денес со оваа технологија на работење и со напредокот на овие леки, ние можеме сите аномалии кои што постојат на окото да ги решиме со вредување на соодветна леќа која што претходно ќе измерим. Значи, не само да тргнеме леќата, туку вредуваме леќа со соодветен диоптер кој ќе го реши и цилиндерот со вредување на торична леќа и кратковидоста или далековидоста, и со овие мултифокални леќи кои што ги вредуваме веќе 12 години од почетокот на нашето работење на систина офталмологија, овозможуваме да пациентот после операцијата не носи наочари, туку да гледа добро и далеку, и блиску, и на средно растојание, односно на растојание на кое што се наоѓа компјутерот. Да, односно да има комоција, да. Што е многу комотно решение и многу функционално за пациентите денес. Со оглед да имаме пациенти кои што се активни, возат, држат состаноци, работат на компјутер, спортуваат, кои што едноставно и да немаат, да речеме, катаракта, меѓутоа поради тоа што носат наочари со одреден диоптер, на некој начин се ограничени во тоа секојдневно функционирање. Така што таа рефрактивна хирургија подразбира и да можеме да оперираме незаматена леќа, значи пациент кој што нема катаракта, а да му врадиме соодветна леќа со која што ќе ги решиме неговите проблеми, односно неговите потреби. Да. Да, ви благодарам и уште две јавувања, верувам дека не чекаат на линија заради трпението. Добар ден. Ало, добар ден. Зборувајте, дали ме слушате?
Добар ден. Да. Добро дојдовте и вие, господјо. Кое е вашето прашање? Имам 70 години и неколку години уназад имам почесто на двете очи бактерии. Ке се излечат со одредени лекови, меѓутоа поново се појавуваат. Резултатот е тоа дека имам суви очи, користам капки визол како за подобрување, меѓутоа видот се послаб ми е и послаб. Не гледам, значи на очарите ми се +5. Ве молам, има ли доволно за одговор? Совет да ми дадете. Да, ви благодарам и ви посакувам секое добро и уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, одлично ве слушаме. Поставете го прашањето. Немам некои проблеми така, ама еве пред неколку дена ми се јавуваат навечер како зелена точка отстрана. Ало? Да, ве слушаме, зелена како точка зелена, отстрана. тоа е како со лазер отстрана ми свети Добро. навечер. Кој ќе излезам после светлина и не знам кога, ама зелена точка ми се јавува отстрана. Добро. Дали е доволно како симптом нешто? Да, благодарам, пријатен ден. Немам нешто така. Да, ќе добиете совет и одговор од докторот. Таа точка што му стави на пациентот, да, пациентите ги доживуваат некојаш како темни, како светли, пациентот како некоја зелена точка. Генерално не е нешто драматично, обично се работи за појава на тие летечки мушички во стеклестото тело, секако нека дојде на преглед. Што се однесува до претходната пациентка која што се жалеше, нели имала 70 години, чести инфекции и суви очи бактериски. Кај жените во таа возраст многу често се ова една состојба што ние ја викаме суво око или синдром на суво око, кое што се манифестира со намалено или со зголемено лачење на солзи. Зголеменото лачење на солзи е заради тоа што солзите кои што се лачат не се доволно квалитетни. Солзите имаат еден многу интересен состав, имаат воден, маслен дел и муцински дел. Значи, не е тоа вода. Не е. Така што промените во тие структури, промените во составот на солзите предизвикуваат жлездата да прави хиперсекреција на солзи за да го надокнади квалитетот, но не може, па се јавуваат солзи кои што едноставно не ги задоволуваат потребите на капаците на конјуктивата и на окото, и кај тие пациенти тоа не е некоја тешка, драматична состојба, со давање, со припишување на вештачки солзи, тие проблеми многу лесно се решаваат. Имаме многу достапни препарати на пазарот на вештачки солзи и тие, всушност, и инфекции кои што се јавуваат заради тоа што, условно речено, окото останува суво. Така да едноставно со ординирање на одредени вештачки солзи може тој проблем, ако не се да се реши, меѓутоа да се намалат симптомите. Да, рековме дека болестите на очите може да бидат примерни и последица на други заболувања. Таков пример за кој што сакам да дадеме аспекти да ја заокружиме оваа тема е диабетес мелитус или шекерната болест, како последица дава диабетична ретинопатија. Многу позната и сигурно честа диагноза. Многу честа диагноза со оглед на тоа да диабетот е една болест исто така на ова време. За жал, диабетот ги напаѓа, односно ги афектира и очите, со тоа што промените се јавуваат во главните промени се јавуваат во задниот дел на окото, тоа се промени во циркулацијата, се манифестираат од почетокот со појава на лесни, мали точкасти крварења, со појава на едем, ја зафаќаат ретината, односно мрежницата, и она што е најлошо, фактички ја зафаќаат и точката на јасемит или макулата. Во тој развој на болеста, во точката на јасемит се јавува едем, се јавуваат ситни крварења, се раслојуваат слоевите на ретината и едноставно сликата почнува да се изобличува. Тоа е отприлика како да гледате слика во кино на нерамно платно или делумно скинато платно. Значи немаме површина јасна, односно мазна да речеме, на која што сликата ќе се проектира и ќе се пренесе до мозокот, туку шеќерот прави одредени промени.
Тие промени денеска ги лекуваме на повеќе начини. Прво и основно се разбира регулацијата на диабетот. Значи, примарната болест мора да се држи под контрола. Значи, ако го имаме добро изрегулиран шеќерот, тие промени не се јавуваат едноставно или ако се јават, може да ги држиме под контрола. Во офталмологијата, лекувањето на тие промени може да биде со ласер, односно тие ситни крварења се коагулираат за да не дојде до масивно големо крварење во стаклистото тело. Со диабетот почесто јавувањето и на катарактата. Катарактата ја оперираме, меѓутоа она што денеска е еден тренд на современо лекување е давањето на така наречени анти-ВГФ препарати. Тоа се два препарати кои што ги даваме, едниот е Елеа, другиот е Авастин. Тоа се препарати кои што ги даваме во одреден режим месечно во подолг временски период и кои што се многу ефикасни во лекувањето и повлекувањето на сите симптоми на болеста и на промените кои што се јавуваат на очите. Да, бидејќи ова е прогресивна болест која што за жал исто така може да заврши со трајно губење на видот. Уште многу остана информации, но еве ќе ги оставиме за некоја следна прилика. Да имаме за друг пат што да разговараме. Да, ви благодарам доктор Арнудовски, поздрав до колегите и се гледаме во некоја следна прилика. И мене ми беше задоволство и секако благодарам за вашата соработка и следење. Поздрав до утре и секое добро.